Приказни за Зоки Поки. Според заслугата. Недела е. Сите се дома. И тато, и мама, а се разбира и бабата и Зоки. Ручекот се вари на шпоретот и ја исполнува собата со мирисба што предизвикува силен апетит. Додека ручекот се вари, сите по нешто работат. Тато, на пример, купи леп, го донесе дома и го исече на тенки парченца. Мама направи салата од зелка и ја нареди масата за ручек. Бабата го приврдуваше ручекот и се врткаше околу шпоретот. А Зоки што правеше? Се разбира, и тој се врткаше околу шпоретот. Но зошто? Јасно. Тој само го подкреваше капакот на тенџерето во кое се вареше јадењето. Го подкреваше неколку пати, замижуваше и длабоко вдишуваше од опојната мирисба. И најпосле ручекот стаса. Зоки прв се ги изми рацете и се разбира, исто така прв седне до масата. Но тогаш тато рече: "Чекајте сега, да видиме кој што заслужил за овој ручек." Бабата рече: "Јас го сготвив ручекот." "Заслужуваш јадење," заклучи таткото и тури на бабата полна чинија манџа со прекрасно парче месо. На Зоки му се наполни устата. Мајката рече: "Јас го исчистив станот, ги измив садовите, направив салата и ја наместив масата." "И ти заслужуваш јадење," рече таткото и нејзе изстави полна чинија манџа и едно исто така убаво парче месо. Зоки сега веќе мораше да се подголтнува. "Јас пак," рече таткото, "бев на пазар, купив се што требаше. Донесов леп и го исеков, донесов и дрва. Заслужувам ли ручек?" "Заслужуваш," рекоа и бабата и мајката, па таткото и себе си ја наполни чинијата. "А ти, Зоки, што направи?" се заврте таткото кон Зоки. "Јас?" се зачуди Зоки. "Зарем и јас треба нешто да направам?" "Треба," рекоа сите. Јас, почна Зоки и уплашен дека вака како што пошло ништо не ќе добие за ручек, одненадеж се досети. "Јас го кревав капакот на тенџерето." "Капакот?" рече таткото. "Капакот? Тогаш, Зоки, еве ти го капаков за ручек."